Мој термин, ново издание на контактната емисија и како што зборувавме и со колегата Младен Чадиковски при крајот на дневникот во 17 часот, ќе претрпи своевидни изменувања, но откако ќе заврши целата еуфорија или како што се беа изразиле еден период, со јавањето на бранот на еуфоријата, тогаш ќе ги извршиме промените, затоа што фокусот дефинитивно е во интересот на она што е на целиот народ. Продолжуваме со темата за која што разговаравме и во очи, со оглед на тоа дека има зашто да се зборува несомнено интересот кон локалните избори и фактот дека денеска на полноќ истекува рокот токму за поднесување на кандидатските листи за градоначалници, но и за членови на општинските совети. И токму вие за вашите кандидати кои што ги имате во општината или пак на градот Скопје на ниво, можете исто така и да си коментирате и да си зборувате. Во прилог на тоа, колегата Александар Тодески во дневникот во 17 часот имаше извештај што се однесува до ова, па затоа ќе ги замолам од режијата да го емитуваат, а потоа се враќаме во студиото. Градоначалникот на општина Центар Андреј Жерновски е исклучен од органите и телата на Либерално-демократската партија, откако се откажа од независната кандидатура и најави дека влегува во централната власт и во членството на СДСМ. Во своето соопштение ЛДП му посакува среќа на Жерновски, а на СДСМ им посакува да не им се случи уште еден Стефче Акимовски. Од партијата појаснуваат дека одлуката на Централниот одбор е статутарна, бидејќи таму е наведено дека ако член на ЛДП добие функција од друга партија или преминува во друга партија, тој е исклучен од сите тела и органи на партијата. Одлуката да премине во СДСМ Жерновски не ја соопштил на партијата, а неговите довчерашни сопартици дознале од неговиот Facebook статус. Андреј Жерновски беше лидер на ЛДП од 2011 до 2015 година. Во меѓувреме течат роковите за поднесување на кандидатски листи за локалните избори. ВМРО ДПМН денес објави уште 38 имиња за кандидати на градоначалници за изборите. Опозицијската партија до вербата ќе бара со староновите градоначалници двајца актуелни пратеници, но не открива кој е кандидат за градоначалник на општина Центар. За Битола, Зоран Илиовски, актуелен пратеник во Собранието на Република Македонија за кисела вода. Јохан Трчуловски, пратеник во Собранието на Република Македонија за Чаир. Нермин Теловска, член на извршниот комитет на ВМРО ДПМН. За Бутел, Дарко Костовски, актуелен председател на општинскиот комитет на ВМРО ДПМН во Бутел. За Штип, актуелниот градоначалник Илчо Захариев. За Струга, Сејат Солаковски, член на извршниот комитет на ВМРО ДПМН. Од СДСМ нема официјална потврда за коалиција со ДУИ во неколку општини. Иако од социјалдемократите нема кандидати за Чаир, Тетово, Гостивар, Струга и Кичево, а интегративците немаат свој кандидат за град Скопје. Партиите своите кандидатски листи треба да ги достават до општинските изборни комисии до полноќ, пошто следи разгледување на кандидатурите. Потврдените листи општинските изборни комисии треба да ги достават до Државната изборна комисија најдоцна до 16 септември, пошто следува утврдување на редоследот на единствената листа на кандидати. Државната изборна комисија денеска го достави избирачкиот список до политичките партии кои имаат рок од 5 дена да достават барање за запишување, дополнување или бришање на податоци. И летниот одмор на Звончето исто така му заврши, така што се враќа во функција со бројчаникот од 2 минути. 0260-91-924 или 0260-91-925 или пак да ни пишувате на фан страницата на Facebook Очи во очи мој термин, каде што секако пораките или пак коментарите ќе ви бидат прочитани. Доколку имаме некој на линија, веднаш одиме со вклучување. Добар ден. Добар ден, Огнен. Како сте? Добар. Повелете. Сакам да кажам за ова градоначалници на општини, тие што се кандидати. Добро. Јас како скопјанец барам едно, да во Скопје не биде селјак градоначалник, како што до сега имавме случај. Само толку. Добро. Ала. Благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Дали имаме некој друг на линија, повелете? Добар ден. Добар ден. Огњан. Да. Добри сте. Добро е, како сте вие? Добро е, да кажем. Сакам да кажем у вези градоначалници. По моје сад, може на некој не му се свиѓа, а ја би предложил градоначалници да биде до пензија. Сите градоначалници. Нема везе дали од ДСДС, дали од ВМРО, нема везе.
Затоа што овие наши градоначалници за сега што беше, сите правија по една не куќа, ама солитер. Сега ќе дојдат други, па други треба да прават солитер и се треба за ние да работиме. Овако овие направија и нека терат до пензија, најубаво. Моje мислење. Добро. А не само градоначалник, него и поред него тие што се некој добија стан. Говорим за Гевгелија, баш говорим. Од Гевгелија се јавувам. Добро. Сад, не само и негови соработници, кој стан добија, кој кола убава купи. Значи, секој по нешто добија Так. за овој време нjen мандат. Добро. Затоа, овие се напалнија, па се треба други да се напални, цел живот треба да работиме за тие градоначалници. Так. Пријатно и пуно фала. Благодарам, пријатно и до вас. Се слушаме во некоја следна можност. Добар ден, велам кому. Добар ден. Добар ден. Да, ве слушам, повелете. Вака, јас може да именувам. Јас сум од општина Карпуш. Добро. И му посакувам среќно за именување на Стефче Екимовски. Врти капа. Само не знам кој ќе гласа за него. Ако ВМРО гласа, знаат дека во секој момент може да преде во друга партија. СДС изгуби доверба. Така да му кажеме чао, чао, Стефче, чао, чао. Пријатно. Пријатно и до вас, Благодарам за јавувањето. Дали имаме некој друг на линија, повелете? Немаме никој во моментот. Што се однесува пак до наблюдувањето на изборите, во првиот дел односно во очи ви читав делови кои што се однесуваат на Државната изборна комисија околу роковите и околу наблюдувањето кое што ќе го вршат ОПСО, ОДИХР или пак од граѓанската асоциација МОСТ. Што се однесува до роковите, во информацијата се вели дека до полноќ можат да се поднесуваат кандидатските листи за предстојните локални избори. Државната изборна комисија според роковникот ги спроведува обврските, а и наблюдувачите почнуваат со процесот на мониторинг. Практично општинските изборни комисии во рокот 48 часа од приемот на листата на кандидати утврдува дали таа е поднесена во соодветниот рок и дали е во согласност со одредбите на изборниот законник. Листите што ќе бидат поднесени по истекот на рокот и доколку ако имало неправилности, тие не се отстранети, ќе бидат отфрлени. Потврдените кандидатски листи треба да бидат доставени до Државната изборна комисија најдосно до 16 септември според роковникот за изборни действија, а жребката треба да се одржи на 18 септември. Избирачкиот список во кој се извршени сите промени кои произлегуваат од јавниот увид, ДИК треба да го заклучи на 24 септември, а го подпишува најдосно на 29. Добар ден. Добра вечер. Да, повелете, ве слушам. И здраво совреđeni. Не ве слушнав, извинете. Ние сме совреđeni од едно место. Добро. Јас сум на Домени. Јас го замолам градоначалникот на Домени, што не успеа да направи за 250 метра асфалт. Со големи населени места со железничка пруга поврзани не остае на цедиво. А сакам поново да биде тој градоначалник да го направи затоа што обети тој. Не остае на цедиво. Само да ве искористам додека сте на линија, бидејќи од Домнени се јавувате. Како сте со санацијата на штетите од невремето кое што го имавте скоро? Не е многу. Има штети бајчки. Јас сум во град Туир, живеам, али сум во... Моментално јас живеам во гостинашти. Јас ќе го кажам моето село, што не успе за 250 метра 2,5 метра таму, 2,5 километри, да го направи, а со многу луѓе поминуваат тука со коли, да го направи тој пат. Так. Фала, извини се. Нема зошто да се извинувате, поздрав до вас и посакувам убав ден, посебно штом се јавувате од Гостиражни, родно село на дедо ми, така што поздрав до Гостиражни од мене. Дали имаме некој друг на линија, повелете? Да. Добар ден. Да, добар ден, Огдан. Ве слушам, повелете. Сакав да
напоменам, во она очи со очи првиот џандар што се јави во врска со Добро, Чуловски. добро. Јас потпуно го поддржувам во тоа, бидејќи Трчуловски беше во толпата, односно како да кажам, во државниот удар. Сметам дека он не заслужува да биде градоначалник никаде. Тоа треба да се размисли. Он сега студира во Штип и таму може ќе добие можда и докторска титула. Друго, Муковски ја отвори железната врата, влегува сите внатре, Муковски е се уште во парламентот. Он не заслужува да биде пратеник. Треба да се брише од списокот на тие силеџи што се јавуваат секој ден на бината, односно на говорницата. Срамота. На тоа треба да се обрне внимание. Што изиграваме ние мајмуни? На што личиме? Так. Да, ви благодарам. Ви благодарам и јас за јавувањето. Да, на трпеливоста, се најубаво. Благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Дали се слушаме со некој следен, повелете? Ало, добар ден. Добар ден. Среќен ден. И вам. Среќни нека бидат и локалните избори. Так. Нека биде се со добро, со убаво. Нека бидат среќни и луѓето и градоначалниците што ќе бидат избрани. Не е битно од која партија, во кој град ќе биде, да човек, да народен човек за сите граѓани во градот. Ја не сум ни од една ни од друга партија, само сум за доброто на секој граѓанин. А некој обеќа, а дали ќе изврши, тоа е малку знак прашалник. Јас се јавувам од општина Кавадарци, од едно село. Поздрав до вас. Предходниот градоначалник и патишта и водовод и улицки во сите села што немаше улица, што беше колена, се направи може 80-90% коцка, што никој пат во сон некој не ја сонувал, а не да оди по неа. Сега промени други градоначалници, више разбрав од СДС ќе биде Бетијан, а од ВМРО не знам, не чув да кажете кој ќе биде за Кавадарци, за иден градоначалник. Сега ќе проверам, чекајте само да видам. Ја имав некаде листата на кандидатите, ќе проверам, ќе ви кажам. Да не ве задржувам. Не е проблем кој да е, да биде човек за народот, да биде за град, да биде човек што ги познава работите, а не човек завршил земјоделски инженер или инженер за вопени, да биде градоначалник, да биде правник, да биде економиста, да биде човек што треба да го воде тоа што треба. Еве, за кандидат за градоначалник од ВМРО ДПМН во Кавадарци е Митко Јанчев, газдата на Кожувчанка. Помина времето. Добро, значи тоа е кандидатот. Дали имаме некој друг на линија, повелете? Добар ден. Добар ден, ве слушам. Огнен поздрав. Поздрав и до вас, благодарам, повелете. Вака во врска со ова првиот гледач што се јави, не ми е јасно што значи, што сакаше да каже со тоа сељак за градоначалник. Зашто? А ти него прекина. Сељак за градоначалник. Да, така се изрази, добро. А ти него прекина и него коригираше. Мислам, дали со тоа сакаше нешто да навреди или дека некој градоначалник од некое село не беше јасен. Ако мислел да речеме на некој дека е од село, требало да каже селанец. Сељак е веќе повеќе кај карактер. Тоа ти него коригираше, затоа сељак малце како навредливо тоа. Навредливо е, но не е вулгарен збор, така што имало и пострашни зборови што се употребувале, а што не се прекинувале. Да, малце не ми беше јасно, па тоа да го дообјасним. Добро. Во ред. Толку. Благодарам за јавувањето. Поздрав до вас. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Ве слушам, повелете. Ало, добар ден. Да, добар ден, повелете.
Се јавувам од општина Долмин и село Црнилиште, координаторот од СДСМ. Поздрав до село Црнилиште, повелете. И се јавив да прашам под кој услов излегува вториот пат кандидат Маријан Ристовски од ВМРО ДПМН во Прилеп, во општина Прилеп. Мислите по четврти пат? Да. Да. Добро. Под кој услов први нека ги врати украдените пари, после да излегува? Да. Добро. Не знам, баш ми е чудно, ми е интересно како може да излегува така. Така. Оти више жители будали нема. Завршија тие. Така. Да. Затоа прашувам под кој услов излегува на од Маријан Ристовски од ВМРО ДПМН што излегува Добро. Затоа ви се јавив за да му кажам на жителите нека си знаат што прават и што гласат и под кој услов излегува и кој им ше така сите се знаат. Добро. Затоа ви се јавим, ви благодарам што ме прифативте за да се јавам. Нема На канал проблем. 24 во емисијата Очи во очи. Благодарам. Поздрав и до вас. Ви посакувам убава вечер во село Црнилиште. Дејан на Facebook ни пишува, вели здраво Огнен, пропуст е што во многу од градовите доцна се објавија кандидатите без притоа да се даде доволно време за дискусии околу нивните планови за градовите. Уште поголем пропуст е, тоест катастрофа е што после тешки обвинувања груевисти наместо на обвинителна клупа се во трка на локалните избори. Може би и не се виновни. Поздрав. Поздрав и до вас, Дејан. Дали имаме некој друг на линија, поверете? Добар ден. Може би бегам малку од темата, меѓутоа сакам нешто за градоначалникот на Скопје, Коце Трајановски, да кажам. Добро. Шокирана сум од фактот што деновиве минувам низ паркот Жена Борец и се демонтирани постојните канделабри за осветлување на паркот. Добро. Кои се прекрасни, постоечките. Така. Легнати се по тротоарите и монтирани се нови златни барокни. Има ли смисла градоначалникот така домакински под наводници да работи со нашите пари? Да фрла, тие ќе завршат сигурно во некој отпад за старо железо. Така. Толку ми е прашањето, а апелирам до телевизија 24 да појде да го сними, да го евидентира тоа. Добро. Да се запознаеме сите граѓаните, не само ние случајните минувачи. Така, ќе пренесам на колегите. Благодарам. И јас вам ви благодарам за јавувањето, убав ден. Дали имаме некој друг на линија, повелете? Добар ден. Добар ден, повелете. Од Прилеп се... Поздрав до Прилеп, повелете. Дали ме интересира некогаш народот македонски ќе се свести за кого гласа, што гласа и како гласа. Добро. Мислите дека има потреба од освестување? Да. Добро. Моје мислење. Не, ако нема проблем, затоа ве подпрашувам. Вие сте со телевизија, со народот, појќе комуницирате, работите. Добро. Ние како воло за сламата, ВМРО, СДС. Партиски гледаме, не гледаме ние фигура човекот, значи што е. Така. Треба еднаш да бидеме свестени, да знаеме за кого гласа. Добро. Тоа би било се? Фала. Благодарам за јавувањето, поздрав до вас и посакувам убава вечер во Прилеп. Следен на линија, добар ден. Добар ден, поздрав. Поздрав и до вас, Николче, повелете. Благодарам. Од се срце ви посакувам се најубаво. Благодарам. На вас, на 23 вести. Благодарам. Јас се вака. Јас секогаш сум еден од, сметам по моје, од најискрените кои ми упатуваат честитки од сите страни, значи, во однос на реалноста. А Кичево, сум спомнам повеќе пати, имаме ние градоначалник, пример, поддржан од Социјалдемократскиот сојуз, лично од нас,
можда нешто направи, али ќе речам јас ништо не направи. После тоа, од ВМРО 2 пати 3, имаме градоначалници, за жал, направија пустош. Кичево, значи, остана како што и до тогаш беше. Со тоа што сега, во овој момент од Кичево, требаше да биде градоначалник, да предложат партијата на Социјалдемократскиот сојуз да биде поддржана од ВМРО ДПМН. Тоа беше и прошла година за поддршка на ВМРО ДПМН за градоначалникот. За среќа или за жал, добивме градоначалник човек албанец од ДУИ, од кој ние го гледаме како човек, не како партија, кој направи во Кичево премногу, значи премногу, свака му част честитки за него и сепак граѓаните на Кичево ќе одадат гласот како човек способен кој е градоначалник. Сметам дека сите гледаме, сите видовме што се направи во Кичево, 5-6 кружни токови, улиците сите, сепак ќе почне сега веројатно и повеќе и по селата кај што живеат и македонци, и албанци, и турци. Значи човекот работи за сите и камо да има такви градоначалници во Македонија, без разлика на која партија. А јас се чудам со оние кои се во криминал влезени, кои спротивни постапки се водат како ВМРО ДПМН и поново партијата се изклават истите луѓе. Мислам тоа е жалост за ними, не за мене. Сепак треба да размисли секој кој е човек, нека зборува. Поздрав и се најубаво. Благодарам, поздрав и до вас. И јас вам ви посакувам се убаво во Кичево. Дали имаме некој друг на линија, повелете? Ало, добар ден. Добар ден. Огнен поздрав до тебе. Благодарам, поздрав и до вас. Не сме се слушнали одамна. Не сме се слушнали одамна, те гледам така и сончан, одличен, потемне. Малку колку да не е безлич, да не речете дека не сум бил на одмор. Подобро од сонце да потемнеш него од мака. Да, тоа се согласувам точно. Така. Повелете. Вака, јас другачија ви ја поставил малку сега дискусијава во овие 2 минути. Добро. Вака сега, на полноќ истекува рокот за кандидатските листи и градоначалниците. Јас мислам дека градоначалниците што ги даде ВМРО, успари не ги даде ВМРО, си ги даде врхушката, се со цел да може што е можно повеќе да обстои во повеќе градови низ држава. Меѓутоа, по моје мислење, по некоја моја прогноза, ќе ги очекува скандалозен пораст на овие локални избори, бидејќи државната политика која што ја доби СДС со своите коалициони партнери ќе се пренесе и на локално ниво. Она што сакам да го кажам, господјата кажа и јас сакам исто да го кажам за Коце Трајановски. Меѓутоа, видете вака сега, во Карпош повторно Стефче, катастрофа. Значи, таму мислам дека Стефан Богоев, ако не се лажам. Таму е забетонирана победата и мрдање нема. Во Ѓорче Петров Мисајловски мислам дека е кандидат. Да. Човеков нема 30 години стапнато во Ѓорче и кажуваше дека треба кај Кокта да се играла кошарка. Кај Кокта кошарка да играш, тоа е исто како да ти кажам сега да се качиме на водно и да играме ватерполо. Значи, тотално непознавање на проблемите на граѓаните. За Коце Трајановски веќе решена е работата. Аеродром исто ќе си го добие, центар исто ќе си го добие СДС и така натаму. Значи, апел до оние градоначалници кои што ќе дојдат од СДСМ на власт и од коалицијата. Подитно да дадат отчет пред граѓаните. Помина времето. Јас уште не сум навикнат да звонам. Дали имаме некој на линија, повелете? Не, добар ден. Добар ден. Јас прв пат се јавувам во емисијата, а редовно е пратам. Ви благодарам, мило ми е, повелете. Добар водител сте. Благодарам. Кажем ја нешто. Не знам за овие 3 места на југови, зашто не се пријавија доброволни кандидати за градоначалници. Бардовци, Шутка и Дризово. Па и тие 3 места треба да ги пополни некој да ги води. Кандидати имате сигурно од овие многу овие лоповите што се. И чудо не се јавува никој таму. Сите сакаат убави места. Така. И тие се убави места. Така. Тоа е овој дечко за убаво кажа дека ќе победиме сегде. Така, да уште сега да се радуваме. Добро. Тоа е. Благодарам за јавувањето. Поздрав. Поздрав и до вас. Следен на линија, повелете. Добар ден. Добар ден. Да? Се јавува еден
академски човек, али што сака на Македонија да помогне и на локално и на државно ниво. Да сте жив и здрав, повелете. Вака се. Ќе видам код зизеноти су аналитичар, не су политикан, не су правник, али су аналитичар, али хемиски аналитичар и така ги гледа работи. Прво, за градоначалниците пред да се истакнеше листата, требаше да дадат, односно власта, да и преиспита нивната работа и нивната корупција и нивниот рамилок, поготово сите градоначалници, независно од која партија, од тие што беа 2 до 3 мандати. Жалосно е што вакви кандидати од ВМРО, кои што се на црни листи по мене, јас една спомнав на друга телевизија, че го преиспитате градоначалник, али тоа власта требеше, новата влада, градоначалникот на Каладарци 2 мандата, градоначалникот претходен 2 мандата Благоја, а не Дехари, во Кичево, што направија и Бакрачевски сите градоначални 2 до 3 мандата, поготово код Сатранечки. Не направија ништо од Самарамилка. Сега се истите кандидати со цел да ја спасат козата, ако добијат, али Николче убаво рече и јас сум кичевчанец, али живеа во Каладарци, многу убаво рече, овој народ Белкиче се свести, че му дувне ветерот во уши. Сега друго, да ти кажам, односно на македонската јавност. Овој парламент досега многу убаво председателот ја води, меѓутоа Благодарам за јавувањето, поздрав до вас, баш ми е жал што истече времето, но некаде сме веќе кон крајот на емисијата, на овој дел на емисијата. Повелете кој ни се јавува. Добар ден, гледачка од Скопје. Поздрав до вас, повелете. Одамна гласот не сум ви го слушнал. Па не можам да добијам, на жалост. Повелете. А и не бе се тука. Така е. Јас би сакала да кажам дека за градоначалник треба да се одбере човек што е оперативец, односно теренец. Тој што ќе биде постојано на терен, постојано со граѓаните, постојано, а не само да го гледаме како на секој 100 метра пат сече ленти. На еден исти пат по 100 пати на телевизија ќе се појави и да не биде човек од типот на Стефче Јакимовски, кој што смени 100 партии само да е на власт, а фактички се за личен интерес. Да не ги троши на граѓаните парите за себе промовирање од типот на Урбан Карпуш и слично, туку да повеќе комуницира со самите граѓани. Не се согласувам исто така и со односот, да кажеме, ќе земам уште еден пример, Валандово, има градоначалник кој што во едно село таму Собри, има еден лекар кој што е резвар и уметник признат во Друштвото на уметниците, а не сакаше да направи, значи, на црквата резба бесплатно све. Тој се врза со Стефан Владиката и таму ставија некој друг иконостас кој што ден денеска го јадат црви. Мислам, тоа не е во ред, само за личен интерес. Да се земе човек што ќе биде оперативец. Ви благодарам, пријатно. Благодарам многу за јавувањето. Пријатно и до вас. Дали имаме некој на линија, повелете? Добар ден. Добар ден. Поздрав во Чаир. Благодарам, поздрав до Чаир, повелете. Порака имам до сегашните градоначалници и идните. Добра. Да не случајно мислат и понатамо да го крадат овој чесен народ. Знаеме кога доаѓаат они на власт првите денови, кога почнуваат, тие се гола вода, како мине првиот мандат, вториот мандат, кој ќе сокни 20 стана, кој 30, кој 40, а пред тоа сироти немале вода да се измијат. Тоа мораме да го признаеме. Значи, порака до нив
и порака до сите пратеници, доста беше крадење, цели 20 и кусур години, нарочито овие последниве 11 години. Лоповите од ВМРО, од ДПМН и од ДУИ зад затвор. Зад затворени врати тамо. Нека си го добијат заслуженото. Така. Поздрав од Чаир. Поздрав и до вас до Чаир, благодарам за јавувањето. Дарко на Facebook вели: здраво Огнен, според мене веќе треба да почнеме да гласаме за човека, не за партија, исто и за советници. Мислам дека би било подобро да имаме отворени листи каде ќе можеме да гласаме за одреден човек од листа, а не за листа на политичката партија. Поздрав. Продолжуваме таму каде што застанавме во вториот дел на мој термин, повестите во 19 часот.